затоа што знам дека на Европска унија има заедничка политика за култура, па ќе ви кажам, чујте ме. Ма немојте политиката за култура, знаете што ви кажете, видите каде Македонија, како стои македонски јазик, кога се конкурираме за превод. Ама немојте, имаме издавачки куќи кои што земале пари од програмата култура и пишува македонски јазик. Сакате ли вие? Значи не е проблем македонскиот јазик. Тела да ми кажувате вие мене. Ама не ви зборувам за тела, ви зборувам за култура. Значи Европска унија тврди пари за да го воскресне велшкиот јазик. Сега го воскреснува гелтскиот јазик, геликот. Толку пари се фрлени. Зошто би сакала македонскиот јазик да го уништи? Кога тоа се темелните вредности. А не го признава, господи, ако тоа не ви е јасно. Ама тоа мене премиерот ми окажува. Ама ја не можам да му верувам врз основа на тоа. Вие можете да верувате на некој што има интерес. Ама ја на жени мајка на премиерот му верувам. Тоа е проблемот. Тоа е ваш проблем. Па видите, ја не можам да пијам кафе со него, само тоа е разликата. Ја не сум видела документ. Ама не морате вие со никого да пиете кафе. Само наместо да ми ги пренесувате бирократските пораки од Брисел, ќе разговарате со аргументи. Не сте виделе ништо, ама во програми за култура пишува македонски јазик. Па што? На 127 држави не признаа подуставно име, 3 членки на светска организација на Совет за безбедност. Тоа покажува дека може би не е проблематичен. Кога сите ви кажуваат дека не е предмет на разговор, не јас. Рикерто го кажува, Фуерето го кажува, редовно. Кои се они? Службени си од категорија. Па немајте. Ама не, кој е? Зошто не му да му верува по однос на другите? Од македонски народ на регуларни демократски избори. Кој што ветил дека ќе однесе државата во ЕУ, ама не ја носи во ЕУ. За представник на невладин сектор кој претендира да биде и демократ, прво вие покажувате значи едно тотално невоспитување кон собствениот народ кој избрал водство кое ќе го води. Вас ви се порелевантни амбасадори кои се поставени да ги бранат интересите на збир од земји, отколку политичарот кој овој народ, значи не политичарот, вие можете да го критикувате, но народот ќе го почитувате што го гласал. Со ова вие покажувате дека не го почитувате. Се однесувате како да разговарате со некоја за некоја протува, ви се молам. Тоа е дрскост која... Програмата на ВМРО во 2008 вториот приоритет гласи влез на Македонија во ЕУ и во НАТО. Видите, мислам, не можеме вечно да имаме жртви. Мене ми е преку глава да бидеме губитници. Државата, ние сме држава полна губитници. Па јас се согласувам со вас дека токму затоа, значи ако не можеш во ЕУ и во НАТО, кажи не можеме, ќе најдеме друго чаре. Ако не може тоа чаре, да видиме што ќе правиме. Јас сакам да влезам во Европска унија како Мирка Велиновска македонец, кој говори, кој знае што е и како е. Дали вие сваќате? Вие можете да си смените и личен опис ако сакате, и пол, но немате право да му наметнувате на друг ваше решение. Дали се разбираме? Ама затоа идентитет е лично. Ама затоа постојат избори, тие избори гласеа втор приоритет, влез во НАТО и во ЕУ. Ма немајте ве, молам, сега се менува целата. И еве сега на следните избори кој ќе ви вети влез во НАТО и ЕУ, гласете за него. Па ќе гласам, фала Богу. Јас ќе гласам за оној кој ќе ми вети дека нема да тргува со мој идентитет. Ваше право. Ама да, ама треба да излеземе пред изборите, а не да зборуваме едно пред избори и друго по избори. Димова и Велиновска ви дозволи 15 минути доволно на оваа тема. Само едно да завршам. Нас ни ветија кога прифативме БЈРМ дека е тоа само привремено за 3 месеци. Нас, шефот на државата Киро Глигоров, 94-та, заврши кампањата со овие негови зборови. Името не го менуваме. Мирка, истото го зборувам и јас. Вие мала бете тогаш. Истото го зборувам и јас, само сакам да кажам дека во моментот кога политичарите не лажат, треба отворено да кажеме дека не трпиме веќе. Ова не е треба отворено да кажеме. Не сте кажале до сега. Сега овие 2 години кажувате. Значи, јас сум забележала, истите ние, во истото општество, во целата транзиција, еден критериум за оценување на успешност имаме кон нашите симпатии политички, а друг кон оние другите. Оваква харанга од првите 100 дена, човеков немаше ни 100 дена,
Дури срам ми беше кога гледав како се одвиваат работите. Не го бендисавме ни Лјупчо Георгиевски, кој еве, да речеме, бил за промена на име, уште што не му скинавме глава као предавник, бидејќи Северна Македонија ни нудеше, не го бендисуваме ни овој. Ама, сите оние што ја креираа политиката, нити вас сум ве слушнала, нити видела со вашите невладини активности, пошто и пред тоа имавме, нели, и влади, и реформи, кобајаги и све, не сум ве чула, ни него сум го чула, ни него сум го чула. Значи, немате право сега да кажувате, ама ова е земјава. Тоа значи дека ја потврдуваш мојата теза, дека ти си на браникот на одбраната на идентитетот, а дека ние сите други тука сме предавниците. Дали ја свакаш коската која ни е фрлена, дека со овој настап сите ние овде другите сме непријатни пред кого? Пред публиката, вие валида работите за публика. И јас одговорност носам пред овој медиум кој има се уште највисок рейтинг и најрелевантно. Тоа е ваша работа. Јавно мислење, што значи ако го мерам рейтингот, ја имам релевантно јавно мислење. Ја тебе те прашувам дали мислиш дека политичарите, дали сум ја македоноид? Не, јас со такви параметри не разговарам. Ама не организираше трибина да викнеш па да разговараме и ние зашто сме ние така. Организирале 200 трибини, Мирка. Ни една со оваква тема. Него само за вас. Вие сте сега целната група која, видите, ве молам, ако сте предизвикувале страотни емоции, шокови, затоа што нагло еден народ 15 години сте го учеле дека нема да му се менува име и наеднаш излагате цела елита и кажувате дека да, треба да се даде име и баш не ве интересира дали е тоа само идентитет или само име или само за меѓународна употреба и не ги отварате сите секвенции што може да настанат. Јас имам вие сега сакате едноставно прашање, сакам да ти кажам. Ако замолчат предавниците во новинарската фела и ви дадат 100 дена, 1000 дена или до крајот на 6 месеци наредни, како што тврдат меѓународните фактори. Не црно-бело. Ако разговараме за црно-бело, ќе се Ако сте лобисти и прифатете го тоа не е штетна категорија во една демократија. Не правиме муабе за лобисти. Јас те прашувам дали премиерот, твојот, нашиот премиер. Мојот? Не, твојот и нашиот премиер ќе го реши спорот со името и ќе одведе Македонија на евроатлантскиот курс, ако ние сите замолчиме и останеме на линијата на твојот патриотизам. Дали мислиш по твоја проценка аналитичка, бидејќи излагаш во јавноста, пишуваш текстови. Да, јас од моје лично име. Ево, од твоје лично име те прашувам. Јас нема да и да реферирам. Бидејќи велиш дека ова дека ова сега се регистрира. Бидејќи формираш јавно мислење, ние едно формираме, ти друго. Дали мислиш дека ако замолчиме, нема наслови, цветат 1000 ружи, ќе има инвестиции, ќе дојдат дека натаму. Ова е подметнување. Не, дали мислиш дека Никола Груевски ќе го реши проблемот со името и ќе бидеме членка на ЕУ? Значи, ваква теза не е теза, него е подметнување, манипулација. Значи, не ти реков да не се критикува и ја го критикувам. Не ти реков дека треба да го бендисуваш секој чекор што го прави. Ние темата за името и како ја водевте, како ја менаџиравте, не можеш да бегаш од одговорност. Јас секоја чест, секој што има свој став. Натаму стоам на тој став. Добро, значи, јас спорам со тоа и ти кажувам, не можете да се криете дека вие сте жртви на некоја харања. Еве, јас да ти кажам, за разлика од тебе што бегаш, бидејќи сум јас водител и новинар, јас ти тврдам, јавно ти тврдам и сите овде ќе го бележат, доколку не пристапиме кон компромисно решавање и формула за името, Македонија нема да биде членка на ЕУ и на НАТО. Дали ќе бидеме протекторат, дали ќе бидеме друга солуција на геостратешки план, тоа е друго прашање. Но ние нема да бидеме членка на ЕУ и на НАТО. И уште ти тврдам дека без тоа 2010 година во Македонија нема да има пораст на странски инвестиции повеќе од 10% од сегашните. Дали ти може сега, после ова моје излагање, бидејќи се аналитичен, да кажеш дека Никола Груевски, откако ние ќе замолчиме, ќе го реши тоа прашање? Значи, вака сега. Да. Прво, ако разговараме за компромис, за име
кој ќе биде во меѓународен сообраќај и неговата употреба, односно обсегот на неговата употреба, тоа е едно.